Лозарите со ултиматум до владата, или повисока откупна цена на грозјето годинава, или лозовите наседи ќе бидат само ископани ораници, изјави денеска председателот на Сдруженијето Тиквешки лозар Дане Јошев за телевизија Стар. Гројзето испод 25 динара вранец, испод 23 Смедеревката и оваа година не требаше да бидуе и уидно време не треба да бидуе испод 25 франецот и 23 Смедеревката. Али на жалост оваа година имаше само 60 милиона, и тоа 60 милиона со асталската гројза, 52 милиона имаше винско гројзе. Винарите се договорија пак да го откупат гројзето по 14 динара Смедеревката и 18 вранецот. Кога оваа година гројзето не рипна, за видно време не би рекол јас, него Господ нека слонат да биме здрави и живи, ако не бива ќе ги оставиме и ние, ако нема промена на влада, ќе ги оставиме ни лозите, веќе ќе си оставиме во 5 декари за собствена потреба за вино, за ракија и готово. Сходно на ова, лозарите бараат откупната цена на грозјето да се објави сега, а не како што најавија од ресорното министерство пред бербата во јули. Бараме средба со министерот да ги повика сите винари што откупуваат винско гројзе пред празникот Свети Трифун. Така да ние пред празникот Свети Трифун да знаеме винарите колку количина планира да откупат, по која шеќерност, по која цена и рок на исплата. Зошто ли? За тоа што ние точно ќе знаеме кога ќе имаме и плюс да имаме уште пред Свети Трифун обврзувачки договори со винарите, така да и ние да бидеме обврзани. Тоа е договореното гројзе да му го однесеме на винарите, а и тие да бидат обврзани да наш гројзето ни го исплатат по таа договорна цена и да го примат по таа договорна цена што е во договорот. Од ланското производство од 120 милиони тони винско грозје беа откупени само 60. Од оваа мощна доходовна гранка екзистираат над 16.000 семејства, од кои безмалку 1/3 или околу 6.000 лозари се од реонот на Тиквешијата.